Сточарите од Пелагонискиот регион најавуваат протести и блокади доколку не им бидат исплатени субвенциите по грло говедо за 2025 година и премијата за предадено литар млеко во преработувачки капацитети од ланскиот јуни. Имено Сдруженијето на сточари од Пелагонија, Пелагониско поле, ги повикува сите земјоделци кои не се задоволни од исплатата на субвенциите да им се придружат на 30 јуни на протестот во Битола со блокада на подрачната единица на Министерството за земјоделие во центарот на градот. Протестот ќе биде со трајање од 10:30 до 11:30 едночасовно пред подрачното Министерство за земјоделие во Битола. Се работи за субвенција за по грло, иако намалено од 12 на 8, цела година, значи 25-та година е одамна помината, 6 месеци до новата година. Исто така, субвенцијата за млеко веќе 6 месеци е од старата година, од 25-та година, и еве сега имаме нови 6. Дали и кога ќе бидат исплатени овие субвенции, 24 праша и во ресорното министерство. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство континуирано ја следи состојбата во секторот сточарство и е во редовна комуникација со засегнатите страни. Во однос на исплатата на субвенциите, ве известуваме дека ја врши Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, согласно одредената динамика. Сепак, сточарот Бучински алармира дека ситуацијата во сточарството е тешка не само поради високите трошоци за фармите, туку дека револтот дополнително расте и поради актуелната состојба со откупот на млекото и намалената цена. А додека кај цената мала, во маркетите цената е голема. И ние сме приморани да трошиме од маркетите. И ние сме приморани. Причината за актуелната ситуација сточарите ја гледаат во недоволната заштита на домашното производство од увоз. Инаку, според програмата за финансиска поддршка во земјоделството, донесена во февруари годинава, владата обезбеди поддршка од 6 милијарди денари.